Можеме? Може. Виктор Танасковски, Поштовање. многу ми е драго што ја прифати мојата покана и да Име, бидеш фала на покана. гостин во подкастот, првиот джез подкаст во Македонија. Не знам, се надевам ќе има повеќе подкасти и повеќе луѓе ќе запознаеме. Джез до денес наменет за промоција и афирмација на македонската джез и современа музичка сцена. Како си, Виктор? Добро, супер. Знам дека се врати од радио и ти Да, директ од работа. слична имаш Да, работа како баш мене. денес и јас бев со гостин Јордан Костов ми беше денес на гости. Добро, сега кога ќе се емитува Ама јас подкастот те ќе слушав. биде некој друг слушав дат. на радио во Трипол беше. Аха, Така? да. Секој работен ден у Трипол ми е. Како се емисијата. вика емисијата? Дневна сесија. Дневна сесија, да. Да. Сега наскоро би требало да почнеме и со ноќна емисија, Мгм. барем еднаш неделно за почеток, па ќе видиме понатака како ќе се развива. Кај што ќе иде малце по, како да кажам, дневна ова емисија, држиме малце по некој послушлив формат по таква музика, Мгм. али ноќната ќе ја правам малце Авангарда? Да. Фри? Да. Одлично. Одлично, ќе имаш слушатели? Па ја мислам искрено, ќе кажам. Мгм. Според мене поише слушатели има за таква музика моментално кај нас, него за некој поп джез. Некаков мејнстрим джез. Можда нема да се согласат Добро. некои со мене, ама тоа е моето мислење и убеден сум дека е така, чисто како дел од денешната сцена. Добро, ја не сум толку како автор, не сум Мгм, толку джез музика, ама бидувајќи дел од Добро, ама некоја современа слободна- музика, денес правиш музика, особено така да- слободна импровизација и сцената што ја гледам и у која што и учествувам, гледам дека многу поише има и публика и музичари кај нас за тоа, него ли за некој запакувани малце фейк формат, според мене. И драго ми е што е така, фала Богу. Одлично. Добро, ќе те прашам понатаму и за македонската джез сцена, она твоето видување, иако ти начина дел од тоа, ама прво ај кажи ми кој е Виктор денес и што се прави Виктор денес? Па вака, главен фокус како автор музичар ми е со Алембик. Добро. Тоа е бенд што го почнавме како дуо, јас и Ива Дамјановски пред неколку години, 2020. Ама сега ти е сопруга. Сега ми е сопруга, тогаш Значи, девојка. ќе кажи кога со мојата почнавме, сопруга сега. Поново. Да, а сега се проширивме у квартет Алембик. Работиме на нова музика, првиот албум го снимивме како дуо со гости на 2-3 песни, имавме бубњар Емил Спирковски беше гостин на тој албум Добро. и Филипе Фински гитара. Сега Филипе Фински Емил е тука или во Германија или брат му? Брат беше му е во во Германија, брат Да. му беше продуцент Нино Так, Спирковски. Нино, на Нино, тој албум, така, со така, него го така. снимавме, а Емил свиреше бубањ и за во живо на некои настапи известни кои идевме како четворка. Со тоа што Емил после се повлече, Дарио Циевски е сега наш бубњар од скоро и тоа сега сме баш четворка сме за озбилно, тоа е бендот моментално, работиме на нова музика заедно, не у смисла дека јас и Ива сме Алембик и ја правиме музикава па другиве се гости, него баш сме еднакви сите моментално бендов и работиме на нови ствари заедно. Многу интересен Планот бед е- од две гитари има. Па да, нема Две бас, гитари. користиме Нема бас. октавери и Теремен, аналоген видов, синтесайзер. теремен дека Да, користи. чисто за басовиве, Аха. муабетот ми е користиме углавном или гитариве со октавери или аналоген корг синтесайзер, Ива што го свири за известни песни подлоги басовски. Колку албуми имаш? Рече првиот тој е Со дуо? Алембик имаме еден албум. Еден албум, добро. Прв албум, мој авторска музика што го извадив ми е со првиот бенд Minstrels Gallery, тоа беше 2016 искочи првиот албум. Вториот со нив 2018, Така. после го направивме Алембик Како надополнување или како сосем нов проект? како нов проект, Како како нов проект. Добро. У Minstrels Gallery работев поише на принципот на како да кажам, тогаш како гитарист, лично јас поише се држев до аналоген формат на израз и на креирање звук. Со Алембик првпат почнав да користам дигитални дигитално. ефекти, лупер обавезно, пошто почнавме како дуо и моравме да ја прошириме звучната слика некако, да имаме бенд позади нас, нормално. И од таму отидов на кај други еден куп ствари, што претходно ми беше добро, јас тоа и си го зададов како задача некако уште од кога почињав да учам гитара, да пробам да исцедам прво колку што можам повеќе само од гитара со кабел во појачало, пошто свирев и многу блуз рок свирки
кавери нормално. Да, работи знам. со Алкос Салун порано. Со кој не? Додека студирав, после некој време свиревме и со Харе, со Игимен, со у разни состави така по кратки некои екскурзии што имав, ама главно со Алкос Салун и со Номад свирев блуз и блуз рок музика и гледав преку тоа да пробам да извадам максимум што можам само така од самиот инструмент и појачалото, па после да надоградувам со разни шминки. У Minstrels Gallery се уште се држев претежно до дисторзија, малце некако вах и дилеј, чисто како шминка. После со Alembic тек почнав поише нека електроники некои да одам. И така, тоа беше трет албум кој што го имам издадено со Alembic деби албумот, исто се вика Alembic, излезе во 2022. А после 22 за кој? Кој ви е издавач? Сами, Сам си до ги издаваш? сега све имаме издадено сами, да. И двата со Minstrels Gallery. А дистрибуцијата исто ја правите сама или? Да, дистрибуцијата ја правиме CD Baby. лично преку DistroKid, DistroKid. акаунт наш. И како оди таа работа? Па имаме моментално онаков акаунт што е за два. Нели има или за 2 или за 5 или за лейбл 100 плюс. Овакво артисти. Моментално го имаме тој што е за 2. Minstrels Gallery беа објавени пошто нели на YouTube и на Spotify, на YouTube и на Bandcamp може секој сам да си објави музика. Да, ма сега зборуваме Меѓутоа 16-17. Да. Нели ковидот смена све. Да, Тоа што беше пред веќе не се важи. Тие се издадени пред ковидот. Alembic е издаден прв мој албум што излегува пост корона, така и го направивме тој бенд уствари. Не се излегуваше, не се гледавме со други луѓе, се затворивме дома и правевме музика. Уствари тој албум има 11 композиции, ајде ќе ги наречам на албумот. Ги направивме у рок од 2 месеци, од март до мај е пишувана музиката. Зборам за некои ствари, викам пишувана пошто е баш и пишувана, има некои ствари кои што не се базира на она типичното рокерско компонирање на джеминг, него буквално некои работи се, пошто особено поради тоа што Ива е classically trained, што се вика, пианистка, што во овој случај свири клавиатури, синтови, теремин и тако дале. А јас доаѓам па од друг бекграунд, нели, завршив основни студии джез во Штип. Така. Дипломски студии. Професорот ментор ми беше. Дипломски студии. Да. Така требаше прво да кажеш дека си дипломиран джез гитарист. Да. Ама после на магистарски беше во Белград, да можеш да кажеш и за тоа. Да, магистарски завршив во Белград пред 2 години. Применети музички истражувања, така ми се вика смерот. Одлично. Тоа е на факултетот за музичка уметност во Белград, а моментално завршувам полека докторат во Белград исто на универзитетот. Смеров што го спремам докторатот сега се вика више медиска уметност таму. И тоа е уствари микс смер од сите 4 уметнички факултети и студиите се одвиваат баш на универзитетот, кај што се под кој што спаѓаат ФМУ, ФДУ, ФЛУ и ФПУ кај нив, нели, применети уметности, и овој смер више медиска или ајде по-нашки повеќе медиска уметност е на самиот универзитет на уметности и идејата е да се докторира со авторско дело известно, кое што ќе вклучува барем 2-3 различни дисциплини. Значи интердисциплинарен би бил проектот. Да, за таа музика, филм, цел ја прв пат сега ќе почнам да правам, тоест веќе сум почнат, ама ќе до година кога ќе го бранам докторатот ќе искачам мој прв соло албум. Под соло мислам баш соло албум у смисла моје авторство, сите инструменти да ги отсвирам јас, цела музика да ја снимам сам и да го спремам тоа за изведба во живо, без матрици, без помош од други луѓе, со сценографија, сам со издавачки процес. Да. Со издавачки процес, со правење цедиња, дома штампање, такви работи. Супер, идеално. Као некаков стейтмент имам, таква ми е идејата, ајде не, зборам превише за тоа кога ќе дојде денот, да. Добро, ова е дел од музиката, ама ти си водител сега, поново си водител. Поново од пред 2 месеци сум водител во Jazz FM, од како почна да прават, нели, да има емисии, да има викање гости, да се збори малце повеќе и за македонски джез. И искрено баш ми е кеф, пошто јас одамна зборев, нели,
слушам Jazz FM нон-стоп. Ама стално викав ми фали да има емисии кај што ќе се збори за македонската сцена, пошто и те како имаме, мислам, се повеќе имаме сцена на авторска джез музика, ама и не само джез музика, него општо авторска, интересна, експериментална, чудна, добра музика, просто кажам. Спрема тебе, кој е главниот иницијатор или што мислиш што е главниот порив што толку многу има музика денес? Има врска со времето во кое што живееме, има врска со нешто друго? Спрема тебе, што мислиш? Кај нас? Па нели рече за Македонија, немаше порано емисии точно така, но малку беа застапени македонски автори. Сега поново почнавте да го правите тоа, ама се родија проекти, се родија музичари, се родија джез музичари. Онака вистински джез музичари. И јас сум согласен со тебе дека сцената во последните 15 години, ама навистина е жива и навистина се снимаат многу албуми. Еве, ќе ги спомниме PMG Jazz, мислам дека денес видов објавија 52 или 53 албум. Да. Значи 52 53 издание, потоа имаш Скопски джез фестивал, имат околу 50-60 изданија исто, така да има и некаков нов видов аксиома, мислам дека беше, дека издава така да. Па еве прошлата недела се раѓа како нов бран, нели излегуваат изданија. Денес видов баш на PMG Филип Букашлиев со дуо. Благоче Томевски. Благоче Томевски, да. Баш одлично, значи се снима, значи работат луѓето. Да. Спрема тебе што е? Мислам дека се должи на неколку фактори и среќни околности, ама и не само среќни околности, него и предсвена многу работа, пошто мислам дека извесни луѓе запнаа и ајде ќе кажам и запнавме пред извесно време да ја изгураме таа работа, да се формира некаква сцена, било да збориме за рок н рол или за джез музика кај нас, па и за електронска музика, иако јас сум најмалку таму и најмалку ја следам таа сцена, сепак мислам дека се должи на неколку фактори. Едниот од нив е дека постои и некаков, макар и да е на моменти фейк интелектуализам, кај што луѓе сакаат да испаднат паметни и да кажат колку прочитале и што дознале ново, што откриле ново, што е сепак подобро. Секако некаква мода мора да постои. Ќе постои. Подобро да е добра него да е лоша. Добро. Подобро доат на джез концерти отколку на другото. Да. Друго се должи, мислам дека и на тоа што е колку што има зезнато за известни работи, таа брза, лесна достапност и пристап до информации, толку има и помогнато у известна мера за да се открие. Во промоција, self-promotion. Да, и не само за да се открие нова музика која што денес искача, што од цел свет ни е достапна дента која ќе искочи, веќе можеме да ја чуеме, генерално, освен ако не е баш дека треба да го купиш албумот, што најчесто не е. За джез. Да, и друга работа што многу лесно може да се дојде и до стари изданија кои што претходно морало некој да оди у странство, кој ќе оди па таа плоча што ќе ја најде, па некоја друга ќе ја најде, ама нема да може да си ја приушти у тој момент, сега више не е така. Можеш дигитално или на Bandcamp да ги слушаш. Да. Од таму гледаш, од Bandcamp ги Јас лично ги пратиш? Јас лично зависи за која имаш нови изданија во емисијата, конкретно за емисијата. Наоѓам и по веб сајтови, јас конкретно за емисијата, по веб сајтови као Jazz Fuel, Jazz Wise, не знам, Jazz Fuel го користиш тој портал? Да, и гледам што искочило ново последниот месец, ги преслушувам изданијата и тоа што ќе ми фати уво, гледам да го вметнам у емисија и да кажам по збор 2 за истото. Тоа е добар концепт да се промовираат тие дене што се објавуваат. Иако има многу слушав една или две, или во кола кога возам баш во тоа време, дете развозвам. И слушав неколку, денес имаше двајцата панари ги промовираше и можам да ти кажам дека тие имена никош не сум ги чул. И добро што ти на пример ги стави во емисија за да видам дека постојат такви луѓе. И да ти кажам дека први ми се допадна многу. Вториот не може да го слушам многу, но добро е и што македонци промовираше сега. Друго некое? Да. Зошто има толку многу македонски артисти? Другата ствар што сакам да ја кажам како една трета причина е што мислам дека известни луѓе вака порано памтам еве ја пред 15 години кога почнав поише да искачам, да идам по свирки, да свирам, да барем да размислувам за моја авторска музика, иако се уште ја од 2013 почнав да се бавам со авторска музика, тогаш го формирав Minstrels Gallery. Ама и пред тоа
се сеќавам дека сцената беше многу поподелена. Тие што беа панкери, беа само панкери и друго не ќе да им спомнеш. Металци беа само металци, друго не ќе да чујат, дури тепачки праеа у парк и такви работи у МКЦ, не дај Боже. Тие што беа па джезери, беа строго само у джез музика. Ништо друго не ги интересираше. Сега, дали за добро или за лошо, многу е измешано све тоа. Имам другари кои што имаат 18-19 години, уште средна школа, слуша хардкор панк и слуша фри джез. И мене ми е тоа предобро. Мислам дека затоа што и двете тие музики имаат нешто заедничко, можда не у звукот, ама идеолошки имаат нешто заедничко. И во експресијата, претпоставувам. Да. Авангарден джезот. Да. И мислам дека тоа е добро, таа отвореност што ја има сега, што претходно ја немаше, доведува до добри работи. И како четврта ствар што сакам да ја спомнам е што често се прашувам кој е првото тука, дали потребата од едното го роди другото или обратно. Тоа што постојат две академии моментално, тоест на факултетот у Скопје смерот за популарни жанрови и уште од претходно смерот во Штип за джез музика. Так. Пошто преку овие школи, преку овие факултети сепак дојдовме до известно знаење кое што претходно ни беше по-тешко достапно. Иако е, нели, интернет, YouTube ќе отвориш, ќе учиш how to play гитари и такви работи, сепак е друго. Академското знаење не се мери со такво нешто. И пак ќе кажам, не сум сигурен, баш ме интересира и вашето мислење као професор у Штип на оваа тема. Кое е прво, дали потребата од такво знаење и таква школа или пак постоењето на такво знаење и таква школа кај нас? Јас многу пати го кажав тоа во подкастот и мислам дека и Мартин го кажа некни најдобро, утре ќе оди Мартин, така да ќе го гледаш предпоставувам. Тој кажа дека ако во 90-тите джез фестивал, Скопски джез фестивал беше тоа што или беше фестивалот кој што го донесе джез светот во Македонија. Отворањето на джез одделот при УГД Штип, уствари онај едукативниот процес го направи, затоа што ние одевме во Софија, студиравме, Тони беше во Америка, и Беркли, други млади како Кире беа во град, нели, мораше да одиш надвор од државата за да студираш. И сега колку процентуално или колку можат да си дозволат да живеат надвор. А сега кога го имаш дома, многу логично е дека поголема е веројатноста некој кој што ќе посака да се занимава со тоа да го има. Мислам дека една од главните причини е отворањето на джез одделот при Гоце Делчев Штип и тоа и со Владан го зборавме, нели, кога ќе ги видиш изданијата нивни над 90% од луѓето кои што снимаат се актуелни или бивши студенти од Штип, кои што ги вадат изданијата и затоа ми беше зборот, спомнав и неколку други издавачи и ќе видиш дека сите имаат врска, сите имаат конексија со Штип. Мислам дека тоа е едниот момент, другиот момент е она што го кажа исто. Дигитално време, брзо време, секој може да слушни, да купи, да продај. Да. Иако ќе зборуваме на таа тема, многу малку од нашите продукти или производи се продаваат надвор. Затоа те прашав како оди таа работа. Знам дека Оцет ми кажа во неговото гостување дека добро е, сега тоа добро никогаш не стигнавме да видиме што значи тоа добро, ама дека се живее од тоа и ти ќе потврдиш сам дека не можеш да живееш како артист само од сопствената музика, кај нас за жал се уште не можеш да живееш и тоа е заради пред се заради како е поставена сцената. Сега ама да не ги одговоруваме предвреме прашањата или ако сакаш можеме вака да ги направиме, затоа што главен проблем кај нас е нема джез клубови. Ако немаш джез клуб, немаш каде да продадеш карта, немаш каде да настапуваш. Имаме, ги гледаше подкастите, знаеш 10 активни фестивали, иако оваа година мислам дека уште 2 фестивали се раѓаат нови во Каменица, нешто имаш уште негде, уште некој фестивал, што значи ќе стигне до 12, ти имаш фестивал. Да. Така како се викаш? Синестетика. Значи 13 фестивали ќе излезат. Така да, имаме колку джез клубови во Охрид джези и аудиокултура, иако аудиокултура не е джез клуб. Значи немаме сериозен джез клуб каде што ќе имаш ти джез програма,
каде што ќе имаш jam session, Да. каде што ќе имаш секоја недела промоција на некаков бенд, каде што луѓето ќе знаат, ќе доаѓаат, ќе купат карта, значи Се ќе слагам. ќе молчат натре, значи има нема да доволно- зборуваат. Да. Нема да има зборуваат. доволно бендови и изданија за буквално секој ден да има дешавка, малтене. Скопје нема капацитет да има секој ден Добро. таков концерт, ама еднаш неделно може да се случува некаков концерт или бенд Да. се свири авторска музика, но најбитно од се односот на публиката спрема артистот и спрема уметноста е знак на прашање кај нас. Сега ќе ти направам една паралела, ама да не испадни монолог ова. Значи се вратив пред 3 недели од Шангај од Кина. И кога ќе видиш инкамот на нивните продукции од продажбата на билети ко кафе, глата боли, тоа се билиони јуани нивните пари. Кај нас кажи ми колку фестивали, тебе правиш фестивал, колку карти имаш продадено? И дали можеш да продадеш карти? Може би не е мојот фестивал Синестетика, не е мерило на темава затоа што Синестетика е почнат со намера и така и останува до денес, сите изданија што ги имал, да биде фри фестивал. Нема карти, нема никаков буџет, нема аплицирање по конкурси, ништо. Го правиме со своји раце, тоа што можеме да Океј. направиме, тоа што имаме од опрема, тоа што имаме од вештина, од знаење. Ама од друг контакт. концепт е тоа. Друг Ајде, концепт, ајде да скроз. видиме фестивалите што продаваат карти. Да. Кој да прашаш, што ти велат? Нема, никој не купува карта, значи секој чека на крај. Да, и Гратиси. многу често со гратиси ги Ете така, покрива. што значи односот на општеството спрема уметникот, не велам спрема джез музичарите, спрема сите, значи спрема уметноста е на многу ниско ниво. За жал. И тука имаме ние генерално општествен проблем имаме, да ги научиме луѓето дека на концерт треба да дојдат. Да. Ама треба и да купат карта. Да. Или на крај крајева ако не ќе да купат карта или ако се договориме да не види со карти, да има една кутија каде што ќе можеш да оставиш донација, ама каде што никој нема да те види. Сега Такви концепти не функционираат кај нас сега. ама сега ќе кажам пошто сум и дел од другиве движења кои што се у некоја алтернативна експериментална рок музика, многу почесто така се прават работите. И све што правиме и од Синестетика па навака, и сега Гола планина како движење. Добро. Фестивалот сепак се врти, например, што беше годинава првото издание у организација на Гола планина. Секогаш сме ги правеле така тие работи со донации, на база на добра волја и гледам дека функционира. А дури и кога ќе се стави влезница на известни такви настани, морам да ги пофалам помладите, нарочито и од мене помлади генерации, дека многу поише го цена. Тоа и мислам дека со нив ќе тргне на кај болje таа. Знаеш што е работата? Тоа е токму заради старосната граница. Затоа што сега во моментот, значи кога имаш ти граница од 20 до 30, 32 и 3, вие уште ги живеете оние другите каде што години, каде што се гради, каде што се создава, каде што се дава кога ќе префрлите границата 33, 35, е онај другиот свет, онај суровиот свет, ќе го видите онај. Затоа што Истолцет беше и кажа проблем на сцената кај нас е што не се солидарни музичари кај нас. Музичарите меѓу себе? Па джез музичарите не се солидарни меѓу себе. На колку концерти каде што си правил ти промоција, ти дошле джез музичари да те гледат. Можеш напрсти да ги изброиш. Па не е многу искрено. Па гледаш, јас правев пред еден месец промоција во културно-информативен центар 1919. Да. Двајца имаш. Да. А колку има музичари, колку има джез сцена во Скопје. Поише музичари него публика. Ете така. Значи пред се музичарите не се солидарни. Да. Така, значи имаме проблем меѓу нас. Имаме едно прашање такво. Ајде. А ти некако ми Ако убаво ја фативме работата. Океј. Кои се предизвиците на Виктор да создава, креира оригинална уметност денес во средина општество каде джезот е на маргините, така? Или не е така? Па може да кажеме дека е така, да. Сцената е поделена во мали кругови, bubbles или благо речено секти, го сега што го чепнавме, каде поддршката од страна на музичарите надвор од малите уметнички групации не постои, тоа сега што ти го кажав, ти правиш промоција, еден ти доаѓа да те гледа и минорни се радио и ТВ емисиите посветени на джез. Добро е што еве подкастот, твојата емисија, исто беше Емил Just Music Radio. Знаеш тоа? Да. И тука има топ листи. Значи можеме да ги наброиме на една рака. Изгора на се продажбата на плочи, CD дигитален формат е исклучително мала.
сега ова малце како на три дела поделено прашање. Кои се предизвиците беше? Ама кои се прашање? предизвиците ти како артист? Па вака. Ја мислам дека ако Па после извини како промотор Да. да те прашам. Океј. Ја мислам дека ако искрено имаш нешто у тебе што сакаш да го избациш, било да е музика, текст да напишеш, книга да напишеш, што и да е, нема да можеш да не го направиш тоа. И ќе најдеш начин. Било да е некоја варијанта што не кошта ништо или варијанта што кошта многу. Ја согласен сум со тоа. Како предизвик постои прво технички предизвик, Добро. како ќе го направиш тоа, со кои средства и на кој начин, да ги најдеш правите луѓе за идејата што ја имаш да ја направиш, а се наоѓаат прави луѓе, некојаш трае многу подолго тој процес и некојаш трае доволно долго и за да ти се збокти се и да ја баталиш некоја идеја, ама мислам дека и тоа е добро, пошто ако ти се збокти се и ја баталиш, може да и не била толку добра идејата, чим не ти останала. Дека мораш да ја Добро, има направиш, логика. апсолутно. Сега, што се тиче правењето, например, плоча, CD, продажбата, мислам дека е дел од не смееме многу да се жалиме што е така, пошто е неизбежно да дојде до тоа. Би требало, ако се договориме некако магично сите у целиот свет, дека нема веќе да има објавување музика for free на интернет, тогаш ќе се врати и продажбата. Нема тоа да се случи. Луѓето ќе најдат. Нема да се случи. Имаш Нема да предвид се случи, Spotify. нема како да се случи. Нема да се случи. Нема како да се случи и валјда и не треба да се случи. Чим е ваква работата сега, дошло некако до тоа спонтано и природно сепак на некој Па музиката дојде да биде контент. Така? Океј, Кога дојде музиката контент да биде, значи Ама добро. светот е заминат на некое друго место каде што ние како обични музичари или не знам или креатори на современа музика не сме дотаму стигнати за да го сватиме сето тоа. Во ред се слагам, ама останува само за некој помал ниш одиенс. Али да не забораваме и дека джезот е почнат како музика за забава. Биг бендови свинг што свиреле по игранки, по пијанки, по јавни куки буквално. Така што не било тоа некоја, мислам колку и да била добра музика, До 40 било било висока така. уметност, не знам каква. Пат со бибоп се дешава да е она артист музика, буквално така. уметничка музика. Да. Така што бибопот добива уметничка конотација. Да, можеби на некој начин само тоа што денеска е гледана музиката као контент, мислам дека не фаќа толку нас кои што сепак се бавиме со некаква уметничка музика, пошто постои денес музика која што е, како да кажам, која што е пригодна да биде сметана за контент. И до таму и оди нејзиниот капацитет емоционален и ментален. И на самиот создавач на таа гледаш музика, на телевизија и на радио, ја слушаш нон-стоп. Да. Ама сепак мислам дека тоа што го правиме ние, било да е во џез музика, во било каква експериментална, рок-н-рол музика, тоа што го правиме, сепак никогаш и нема да ја придобие таа некоја публика која што е аморфна маса, која што тоа што е сервирано, тоа го прима, зашто таа публика и не е гладна или барем не е свесна дека е гладна за поинтересни и похрабри работи. Така што таа ти е не се публика што собира. оди на кавер свирки и никогаш нема да оди да гледа некој нов бенд. Да. Така, луѓе кои што се close book. Да. Океј. Ама го фативме како Dreamers ова. Ајде да видиме за сектите што ќе кажеш. Ги има, ги нема. Си согласен со мене? Дека е поделена сцената и дека нема поддршка надвор. Да, се слагам, ама мислам дека е повеќе така у малце постарата генерација, а фала Богу у помладата не е до толку така, многу повеќе има поддршка, соработка, многу поише има солидарност. Многу, као неспоредливо. Можда се уште не ќе се изфилтрираат и тие работи. Ќе пораснат и тие луѓе, ќе им дојдат некои други приоритети у животот и све тоа разбирам. Некој со некој ќе се скара на лично ниво, нема да може да функционира самим тим и на професионално понатака. Ама мислам дека многу повеќе ја има кај младите таа соработка. Океј, а што правиме со продажбата на плочици и дигитален формат? Како да тренира потоа? Сите кажуваат, ја до сега не сум бил на некоја озбилна турнеја
Сите кажуваат дека кога идат на турнеја, тогаш тогаш продаваат CD-ња и плочи и од тоа некогаш си го плаќаат патот од еден град до друг, што е fair enough, ама тоа не е... Треба да го видиш тоа за да го дојдеш на нула. Треба да го видиш па за да го поверуваш. Јас можам да ти кажам дека зависи од местото и зависи од градот каде што Секако, да. свириш. На пример во Клуш на Пока до сега имам најмногу дискови продаено. Сега бев летово во Италија не се продаде ништо. Скоро ништо. Така да нема везе. Наводно во Германија се продавало. Ама во Германија немам свирено уште, па кога ќе свирам ќе ти кажам. А тоа дека можеш да покриеш патни трошици, тоа се приказни за мали деца. Добро, како и да е. Ама Освен мислам дека ако не одиш со скутер. окей, ама мислам дека и самото тоа е додатен показател на колку ни е на нас уствари кејф да го правиме ова што го правиме. Тоа е една друга работа, затоа што ние пред се сакаме да го правиме ова и ако не го правиме ова, не знам што би правеле нешто друго. Имам и такво прашање на крај. Ама пак има и еден момент многу битен. Сега ти си дипломиран джез гитара, така? Да. И сега ти кога излезеш дипломиран, четкар го кажате. Зедов јас дипломата и што правиме? Што правиме? Тој што взе дипломата за доктор оде се вработи, почна да работи. Почна како се вели, неговата диплома му е професија и тој заработува и живее од тоа. Ти како джез гитарист, Јасно, дали е тоа некаков значи више мораш да сајкл бараш кај што- алтернативен начин Па, да тоа заработваш, да градиш нов свет околу тебе. Да, затоа што мене лично тоа што имам академски бекграунд и со диплома джез гитара и со магистратура применети истражувања, мене лично многу ми има помогнато, еве и конкретно работава сега што сум во Jazz FM како Така е, водител така е. и што држам часови пошто предавам гитара и има Ето. предавано во неколку школи Ето. кај нас порано и приватно дома и моментално предавам преку амерички Добро, вебсайт. ама тоа Многу е- ми има лично помогнато, ама никој не ми побарал да имам диплома за Ама тоа. тоа е образование и тоа е радиопромотер. Да, Ама ти со артист не заработваш како артист. да. Кој е твојот инкам како артист? Нула. Свириш 3 концерти годината. Да. Разбираш која ми е поентата? Значи ние генерално имаме проблем во сцената што дипломирани артисти, значи луѓе кои што ајде не може да биде дипломиран артист. Артисти кои што издале, кои што креирале, кои што создаваат, не можат да живеат од сопствените производи. Во светот тоа не е така. Да, мада не сум сигурен, мислам дека и у светот многу голем проблем веќе имаат дури и енглези и американци веќе па не живеат од продажба. Пошто и они не продаваат. Кој од нас последно купил, не знам, искочил нов албум на не знам. Јас ги купувам сите што Да, ама- излегуваат во физички Да. формат CD, пошто се уште слушам на CD и си купувам. Така, ама тоа е Ама тоа е еден. мала група луѓе што Еден го група. прават тоа. И Да. ја гледам нарочито од наши артисти изданијата да ги купуваат Македонски, секогаш секогаш можам, од македонци од купувам. Какво и да се, мислам каква и да е музика, македонците Да. Ама вака генерално, мислам пак ќе кажам да немавме друга опција, да моравме да купиме музика, сите ќе ја купувавме музиката, пошто нема да можеме да живееме без да слушаме музика. Значи спрема тебе проблемот е во тоа како е поставена индустријата, музичката индустрија, затоа не функционира ова со продажбата. Да, затоа што сега поише луѓето се поише поделени кој слуша музика на Spotify, кој на Bandcamp, него ли кој артисти ги слуша. И па да, се смена како се вели, се смена начинот на кој што се слуша музиката во современо, мислам сега денес, затоа што порано, нели, ќе ја земиш плочата, ќе ја отвориш, ќе ја Да, мирисаш што да. се вели зборот. Или диско, така сум, јас стално го кажувам тоа на подкастот, сум одел до Солун за да купам дискови. Сега немаш потреба, сега Солун ти е дома, на компјутерот, така да, тоа е тоа. Да. Ама има и еден друг момент, затоа што порано музиката ја слушавме албумски, цел албум го слушаш. Да. Сега младите слушаат музика 10-15 секунди, ако не му се допадне интрото или воведот, веќе си добро. Кај джез слушателите не е така, нели слушат една тема, две тема, ама ова баш е инстант што ја кажуваш или контент музика, Да. тоа се слуша 10-15 секунди и Ама одмah тоа така и next, се слуша, next, тоа и не заслужува next, поише next. внимание, нема што да те дочека друго у таа музика за да Добро, губиш време слушаш. на Bandcamp прислушувајќи таква работа? безвезна музика. Па што за мене, денес има изданија, не знам, пребарваш за
за емисијата и сега Па да, некогаш стигам и до некои баш онака изданија кои што не се далеку од најобична и безвезна актуелна поп музика. Само што се отсвирани од некои инструменталисти кои што се многу спремни и спаѓа заради некое име што е подпишано таму, спаѓа под некаков джез, ама не мора да значи дека е добро. да те разбера. Океј, Али што се однесува до вниманието на публиката, пак ќе кажам, мислам дека луѓето кои што мислам дека има луѓе кои што слушаат музика и кои што не слушаат реално музика. И да ја тргнеме целата таа една група која што слуша музика од некаква не е ни разонода, него е од што е тука музиката, тоа не е слушање музика. Ако ги земеме луѓето кои што реално ги интересира каква било музика, мислам дека се уште знаат луѓе со внимание посветено да слушаат. Тие кои што само што тоа што го приметуваме дека се често луѓе кои што се и самите не мора да се музичари, ама се на некој начин во уметност. Дали се бават со дизајн, дали пишуваат нешто, дали не знам. У секој случај се од некакви кругови, на пример ако земеме само што се дешава у Скопје или пошироко у цела Македонија моментално, цела една огромна група на млади луѓе кои што кружат, кои што идат по разни по свирки, по фестивали, по дешавки, сите по нешто прават свое. Што е супер, многу добро, да. одлично е. Ма стално Ама се исто правело така, тоа. да, ама мислам дека е потребна и публика која што нема никаква врска со уметност. Ви то со правењето и порано правеле луѓето, само што се ќе се вратим во 90-та кога јас бев. Може би крај на 90-ти години. Добре. Значи кога правевме музика, знаеш, немавме ние такви ресурси, такви можности да снимаме музика. Денес секој има хом студио. Да. Така да тогаш беше, ама навистина онака безобразно скапо за да одиш за да изнаемиш студио или за да снимиш музика. И музика снимавме кога ќе добиеш од Попрок фест, еве да ги спомнам Попрок фест, Да. така се снимаше. И стварно беше многу тешко. Денес во 2022 си имаме студио нова, секој Да. може да свири, да снима музика. А од една страна па тој не е толку добро затоа што кој што ќе му текни, Да. ја вади звучната карта и снима музика и прави музика и е во тој контентот во тоа морето, а порано, нели, ако навистина сакаш и ако навистина можеш, едноставно живееш за тоа и одиш инвестираш во тоа. Јас мислам дека има уште еден сериозен проблем е тоа што луѓето кои што ќе ја тргнеме таа категорија, кои што слушаат музика, се уште не се спремни за современото време. Зошто? Ќе ти кажам еден пример. Сега имаше винил пазар во Да. Куршумлијан. Значи сите што беа што купуваа винили бараа стари некои изданија по 50 години, 40 години. Никој не го интересираше да земи ново издание. Значи луѓето или поголемиот дел од публиката не е спремна за ова современото време сега што се дешава. Значи имаме ние генерално проблем. Проблемот е исто во едукацијата. Тоа ти на пример што го правиш во радиото и што промовираш нова музика, тоа е еден убав чекор кој што еден, двајца, тројца ќе зарази, ќе почнат да слушаат нова музика. Има многу моменти по социјални медиуми, значи по социјални мрежи, ајде медиуми се скапавме. Значи ти вели, па денес нема убава музика. И јас, значи на такви коментари онака Ифрит се правам, знаеш ли зборот Ифрит? Да. Па кога си купил последно диск? Да. Во 96-та си купил да виш. Да. Дали нема? Јас гарантирам дека сега има многу подобра музика, како продукција има подобра музика и како интелектуална има Нарочито ако музика. збориме за кај нас, никогаш не била болја сцена. Ама Никогаш. арт моментот фали. Многу малку има арт момент, како нешто мислам дека е пресликано. Ме разбираш, она што е, сега може сум малци критичен од поеќе, ама она што е морето на информации, секогаш ги моделира вака. Види, тоа е и еден тренд, на пример, еве ти кажа дека не си издавал за друга издавачка куќа, на пример, прва работа кога ќе треба да направиш нешто со издавачка куќа, ти вели во каков стил спаја твојата музика. Тоа е и за младите е многу битно да слушнат. На пример, кој ти кажат кои артисти ти се допајат или на кои артисти твојата музика наликува, тоа е поедноставно за промо. Да.
Затоа што кога ги имаш јасните насоки, сега ние како артисти, јас на пример, не ќе да ми ја стават во котска музика. То секој ќе го прашаш ќе ти рече, ама тоа е мојата музика, не дефинира, не е така. Не функционира така мюзик бизнис. Стрикно функционира ти си во тој сегмент, ти си. Зошто? Затоа што има джез фестивали или музички фестивали. Не можеш ти да со музиката на Сашо да одиш на авангарден джез фестивал. Или тој авангардниот не може да оди на мејнстрим фестивал. Така. И одма тие што кај нас ги нема, нели, промо, продукција едно друго, го прават таа насока. Ако мојата музика или твојата музика спаја со артисти како тој, ти одма влезеш во тој сегмент и одма таа база на што е интересна за тебе, Да. добиваш букинг или пробаш да добиеш букинг, затоа што нереално е да бараш, на пример јас да барам на некаков фри джез фестивал да имам гиг. Да. Тоа е нереално. А ние што правиме? Што прават македонците? Отвора интернет, прави база на джез фестивали, рендом сите. Да. И пушта сегде и сега добиваш тачно, и добиваш милион не, затоа што ниеден од тие фестивали не продуцира таква музика како твоја. Јасно. И ствари ова особено за младите, пошто старите нема да не гледат или тие гледат со едно око и слушаат со едно уво, бидејќи другото го знаат цело. Добро. Значи класификацијата е многу битна за како функционира мюзик бизнес, така функционира. Јасно. А од тука натаму ти твоите експресии како се, дали ти ќе го свириш како на дискот или на плочата, се разбира дека нема да свириш. Ако си джез музичар, нема да свириш како на дискот, секогаш ќе биде различно. Да. Но мора да има една таква насока. Јасно. Сваѓаш? Да, пошто барем у таква една поделба и класификација се прави па некое ново заедништво кое што тоа е валјда единствената поента зашто уште постојат издавачки куќи, пошто денес секој од нас може со звучната карта дома и да сними и да објави и да лейбл да бидиш и се да бидиш. Дистрокид акаунт и да ја стави својата музика Така. сегде на сите платформи на интернет, што е супер, стварно, ама од друга страна кога си под некаков лейбл, тоа би требало да значи за тебе промоција од страна на тој лейбл, контакти за фестивали надвор и праење еден комјунити со други слично мисленици. Така. Точно така. Најбитно од секого издаваш за лейбл, сега кај нас од нашите до сега никој нема издадено за тие топ 10 што се зборувам за джез лейбл, значи македонец никој нема издадено за тие топ 10 издавачки куќи. Но ако фатиме од тие наредните 100 имат издадено. И значи тоа значи дека ти денот кога го ја издаваш, на пример, кога го издаваш албумот, ти си на преку 20-30 илјади радиостаници во светот. Значи оди твоето. Са тоа сам како еден како Виктор или како Сашо не можеш да го направиш, затоа е битен левелот. Од друга страна, ако си на сериозен левел, во старци над овие сите другите што се долу. И затоа борбата е уствари на колку по високо рангиран левел да се издади албумот и можеби една од грешките што ја прават во овој случај ти можеби си ја направил, не велам дека ја направи, велам дека можеби си ја направил со тоа што си издал самиот, затоа што тука не е сработена до крај работа. Да, сега вака. Ти го пушташ денес албумот и тоа е завршена работа. Албумот во моментот кога оди 4 до 5 месеци назад се гради бас, што го викат овие, знаеш, Да. во мюзик бизнес. Да. Ти ако не го направиш база од 5 месеци, денот кога умре времето, ќе правиме промоција, ќе ги викнеме новинарите да извадат за телевизија. Секој медиум денес, ти денес на Инстаграм, на Фейсбук пушташ така и ти си медиум сам себе. Ама тоа го гледаат само тие што те знаат, што ти се тебе пријатели. Добро, согласен сум и со тоа. Но тој стар начин на промоција на албумите, на музиката, не знам, видеоспотови, ние джест не ни снимаме видеоспотови. Ама одамна е умре. Да. И е заминат. Да. Така да битно е лейбл токму заради таа дистрибуција и заради таа светска видливост. Да. Ти знаеш, значи сега спомна Jazz Fuel. Јас кога го издадов Fallen Land за Скопски джез фестивал, ми се јави другарка од Холандија и ми кажа: "Еј, те има на All About Jazz на насловна страна, отвори брзо, направи скрин, она скрин. Да, скриншот, да. Скриншот направи, оти ќе излезе друг албум и ќе те нема, знаеш како? Да. Ненад беше објавата на Како од Весник сеќање. Како на времето што беше, Весник, да. И ми се јави, вика, ти имаше на првата страница на All About Jazz, знаеш. Тоа е многу битна работа, знаеш.
Тоа значи нешто. Да. И таа видливост е многу битна за некаква кариера. И сега, од една страна, сакаме да одиме надвор, да свириме надвор, а од друга страна, вадиме албуми сами, што е мене ако ме прашаш, многу лудо. Да, Мислам, да. свака ви част. Сега да. Вака. Ама ајде да го видам Тоа кога го и почнавме твојата страна беше- и твоето Беше видување. у едно малце подругачие време кога и јас не ги имав контактите што сега ги имам. А например PMG тогаш јас ја знаев како издавачка куќа и група што се бави со електронска музика. PMG Jazz не знам од кога точно постои, ама мислам дека тогаш се уште не постоеше на пример. А со Алембик кога го издадовме албумот Пример ги зедовме, значи не да, мора да... Не, зборам вака општо. Со Алембик кога го издадовме албумот 2022, се уште не постоеше Гола планина. Сега збориме за новиот албум што го Сега работиме. има Мртов дека ќе конј, искочи нели? преку Мртов конј. Мртов да, конј, така е ново идејата. му се- Сега веќе постои Јаки му издаваштво се- под кое што би спаѓале ние. Ама како името еден- им е феноменално, Да. Мртов конј. Браво. Кога го извадивме исто, не го спомнав преска, четвртиот и петиот албум што ги имам извадено у пакет, пошто е како дупли албум, е со едно трио кое што се вика Импрув. Малте не сме истите тоа не луѓе го што знам. сме во Алембик. Добро. Јас, Ива Дамјановски и Филип Ефински. Го почнавме тој бенд пред да постои Алембик. Ама се бавиме само со слободна импровизација, само што не е класична джез слободна импровизација, него е слободна импровизација. Како поидовна Free точка музика. ги користиме овие картиве на Брайан Ино. Облик Strategies, шпилот. И од нив влечеме карта, гледаме што пишува на различни начини. Некојаш лайв публиката влече карти за нас, па ни ги дава. Некојаш си ги покажуваме еден на друг картите, некогаш не. Некојаш по една иста карта тројцата се водиме. Откачен концептот. И снимивме и таков албум, излезе исто пред кога излезе? Годинава, у март. Беше промоцијата. Значи тој ти е последен албум што Тоа е имаш. последно што го имам издадено. Исто така излезе скроз сами го направивме. Ама сега на пример се зафатив да работам нешто ново, еве кој што спомнав со Алембик, тоа што ќе го правиме, ќе излегува преку Мртов конј. Супер. А пред месец дена, пред месец два на Амалски фестивал у организација на Јадро, у парк се дешава, у парк на франкофонија. Формиравме за Дента еден нов состав, јас, Мартин Џорлев, Нинослав Спировски и А тука е Нинослав? Кристијан Новковски. Нинослав Спировски е саксофонист. И саксофон уствари у тој случај Океј, јас се и префрлив Кирко за Новковски бубањ. Се склопивме за Дента, одсвиревме фри свирка некаква и се договоривме да го снимиме. Направивме муабет што би правеле за издавање. Идеално. Веројатно би идело преку PMG Jazz. Одлично, одлично. Така, сега Одлично. веќе се договараме што каде би можело да иде. Ама па од друга страна, тоа што го спремам како соло за докторатот мој, тоа дефинитивно ќе оди како само издаваштво, пошто и самиот процес и самата поента на мојот докторат е таа. Истражувачки процес е дали може и дали треба и колку можеш да постигнеш така, ако скроз сам, пошто ја ги почнав сите тие работи и тоа што се дешава со Синестетика као фестивал, и тоа што го правиме со Minstrels Gallery као бенд, ги почнав од некој пркос према тоа дека нема институции, дека нема клубови, дека нема, ајде ако треба сами да правиме, ајде све сами да направиме и да видиме колку може да биде добро. Само колку можеш да издржиш ти тука. Да, Знаеш. јасно, па добро, Океј. тест е и за мен. Ај вака да ги фатиме прашањата, пошто ние можеме вака јас и ти. Ајде. Правиме муавет. Иако не сме на телевизија, немаш 7 Да. минути, можеш да. Да, окей. Емисиите колку ти траат? Саат и пол, ама Е, саат и пол до 2, со се музика, плейлист. Добро, ама пола сат Зборењето е зборуваш. многу малце, да. Пола сат зборуваш, добро. Е тука зборуваш малце поќе. Да. На кое ниво е джезот денес во Македонија и направи паралела со сцената, ти кажа дека во Белград си Да. живееш, ај направи на Да. паралела. Ние си имаме едно лудо видување за тоа цело, ма ајде да го слушам твоето. Вака. На кое ниво е, мислам дека е, еве, не знам како било од пред 15 години па наназад, али добро, тоа што ние имаме джез фестивал, еден светски познат, реномиран, значи нешто. Види, ти Не направи знам, да, извини што ќе те прекинам. Значи во 90-та на 5 години 2 албуми излева и дали ќе излезеа. Сега во годината излеваат 15 албуми. Да. Еве, значи само со Да, изданија да. каде е сцената. Да. Е сега, Бидејќи рече не знам во 90-ти како е, ти кажувам, да, како беше во 90-ти. прашање би било дали е тоа добро или нешто се искачаат 15 албуми годишно, ама одговорот лежи у тоа дали се добри тие 15 албуми. Супер, браво.
А Убава теза. јас би рекол дека имаме квалитет не само како инструменталисти, свирачи. Океј, има добри свирачи, можеш да најдеш, има мали деца у Кина што свират, убијаат боле од нас што цел живот сме вежбале. Така е. Ама дали има добри автори? Мислам дека има. И дали се прави реално добра музика која што има некаква суштина? Да. Според мене да. Значи, И се подобро. према тебе на многу повисоко ниво, онака како што беше во 90-тите. То се согласен сум со тебе, затоа што јас ги изживеав 90-тите. Да, и пак ќе години, кажам, така не да. зборам за техника, не зборам, битна е и продукцијата, секако дека е битна, Апсолутно. ама не зборам ни за тоа, зборам за суштината на музиката. Единствено мислам дека за младите, физичка копија секогаш да прават. Дури, мислам, хард копи правете. Значи, Јас се слагам правете, со тоа. правете Визит хард карта. копи, дури Да. нека се дискови. Еве сега, јас имам нов албум во февруари, ќе излезе нов албум. Најверојатно тейпс ќе бидат. Касети. Да. Пошто е Така, дуо така. е со- Епа и ние сега со Херцел, импров нели? искочи на касета, само на касета е искочи. така и електронска, значи електроник джез ќе биде. Со баш Херцел? таква, да, со Херцел. И јако. И Баш ме интересираш. баш рече дека ќе го правиме на касета. Ја. Јас сакам винил да има, Да. ама изданијата винил се многу скапи. Еве претходниот го издадов на винил и се мачиме со продажба. Да. Сам реално никој не купува, така да тоа е тоа. Но вадете хард копи, затоа што хард копи ќе Јас остане, сум затоа за што тоа. Баш кај ја го гледам, еве како више медиски уметник Ајде, и докторант, јас секогаш сум ја гледал музиката како за музиката е неизбежно малтене да биде макар малце мултимедијална, пошто дури кога е да ја тргнам на страна на поделбана на апсолутна и програмска музика или како и да ја наречеме, сепак има некаков наслов, Чудните ми фаќа. макар и да е насловот на една инструментална композиција да се вика композиција 6. да. Како на Кандински ако земеш една Така, слика што се вика композиција 8. Па има наслов тоа чудо. Да. Што и да е. И сакам да кажам дека музикава, макар со самиот тој наслов што го има, пак има некаков втор момент кој што не е у звучното поле, или е јазикот ако го земеме како таков, ама има и некој пишан збор тука. И уште кога ќе дое процесот на издаваштво, макар и да се работи само за дигитална дистрибуција, пак ќе ставиш некаков омот. Така. А дури и не ставањето омот може да е некаков стейтмент и да е некаков визуелен стейтмент у тој момент, така што пак не може да избега музиката од тоа да биде барем малце мултимедијално. Океј. А да направиш паралела со Белград, со сцената во Белград? Да, заборев на тоа. Јас ќе те потсетам. Вака. И што недостига повеќе? Публика, сцена, медиум, промотер, менаџер или нешто сосема друго? Пошто недостигат многу Мислам работи. дека еве ќе направам прво паралела Ај, со паралела. сцената у Белград. Тоа што има макар едно место како Блуз и пиво и што тоа место се наоѓа на Цетинска каде што има уште десетина други кафичи у кои што и кружи различна публика. Југо винил, нели е таму на крај? Да. окей. Ама и сите тие Сгажени голуб, Берлин Монро, не знам, како и да е. Бев на И- контакт јас два пати Е. и таму се Да. во Југо винил се правеше така. Ама сега, у Супер сите место овие бе. места на паркингов цел, кај Да, што се паркинг. кафичи, идат малтене различни луѓе што сакаат различна музика, ама и ќе се деси да се измешаат. Например, немало место ваму, ќе влезе онаму или ќе чуе, ќе му фати уво. Тоа прави да друга публика малце да се привлече на кај нешто што и било страно, ама и конзистентноста, тоа што секој не знам кој беше понеделник и вторник, Во они вторник имаат имаат джем, jam session, едниот или- ден беше блуз, другиот джез. Мислам дека вторници беа Некако джез. така. Да. Студентите што се од катедрата таму се редовни на овие сесии и плюс луѓе кои што рандом ќе си дојдат и кои што макар малце се бават со ваква музика, ќе се убацат на тие джем сесии и тоа што ова е нешто што се дешава секој вторник, Така. мислам дека упорноста е таа што највише значи тука за градење на некаква сцена, пошто као прво најголема школа е свирењето уживо. Така е. Може Така е. било кој од нас да студира колку сака и пред компјутер и пред книга да седи со инструментот Дури свој излезеш и надвор, да, пред публика. Ама тие Да. нарочито редовно излегување пред публика, пошто можеш да излезеш еднаш пред публика и
да си ги увидиш своите грешки, не мора да е тоа грешка, техничка грешка, него грешка на израз, што не достига, на читање да на моментот или на колегите музичари со кои што свириш у тој момент. И може и да седнеш после дома и да размишляш или да седнеш со тефтерот па да си фатиш белешки, следен пат ова да биде боле, она да биде боле. Ама треба тој следен пат да биде поскоро, дури ти е свежо тоа. И ако го имаш од вторник, нареден вторник и плюс и некоја своја свирка умеѓу време, мислам дека тоа многу значи за рипање на квалитетот. И стварно кога ги гледам тие, на пример, има некои студенти таму прва година сега упишале факултет, свират, парче прават. Стварно, секоја чест баш ме изненадија. Еве, мислам дека тоа што фалеше кај нас, пошто правиме паралела, проекти нема. Кај нас многу повеќе има баш авторска сцена која што вади своји изданија, која што снима своја музика, пошто таму како подкалап се музичар. Да, и која е дали си согласен за тоа? Дека како подкалап, бибап, сите свират бибап и толку. Да. Тоа да, тоа се слагам. И другата струја им е етно џез што не можам поиќе. Мислам, доволно 30-40 години Душан извадува. Да, добро. Сега, што сакав да кажам? Мислам дека може би тоа затворањето дома и што не си секој вторник, па луѓето и тоа значи, пошто не треба да си само цело време надвори со луѓе. И исто како да ако го земеме музицирањето и импровизирањето особено како разговор меѓу двајца или повише луѓе, ако треба да биде, кој што само зборува, а не ги слуша другите и не седнал дома да размисли па да зборува, веројатно ќе држи многу лош говор и монолог. Сега, ова што правиме паралела со нашава сцена, мислам дека кај нив е добро тоа што ја има редовноста на джем сесии, што кај нас, еве, и да искритикувам у исто време, кај нас го немаше, дури студирајќи у Штип, ние немавме редовно сесии кај што одевме да свириме. Од предавање на предавање. Имаме ансамбл денес, имаме импровизација утре, ќе свириме заедно, ама баш кај што доаѓавме од различни градови, па си одевме утре дента дома, не бевме доволно така да соработуваме редовно и да свириме заедно у тој момент кога највеќе учиме. Имаше обиди да се направи таква работа, се свирија секој вторник джем сесии, мислам сесии така се свирија, но некако ваља не продолжи тоа и враќањето по други градови. Економски не исплатливо тоа, знаеш, затоа што пак се вртиме во круг, затоа што луѓето се навикнати да усвириш кавер и тој цел ден работел и да дојде и сака да се забавува. Разбираш, тоа е тој моментот, а на джем сешн па и нема толку многу луѓе. Ако гледаш Блус и Пиво, ако пуштат лайвстрим, ќе видиш дека на тројца има. Да. Ама тие си го прават кеф. Баш празно таму, пак си го прават кефот и плюс да си ја истераат својата улична школа која што е потребна. Сега работата е да не се остане на тоа, пошто според мене свирењето стандарди на пример и свирењето по джем сесии е многу корисно, ама до извесен степен у животот, исто како да си урок музика и да останеш цел живот у свирење кавери по клубови. Според мене е некое креативно самоубиство тоа. Мислам, не постои голема разлика по мене. Сакаш да ти го кажам да се свира цел живот джез стандарди. What a waste of a lifetime се вика. Да, буквално, да. Можеш се, правиш се, спретен си на се, уствари ништо не правиш. Да. Многу поенти кажав. Ке не гледат, млади деца ке не гледат, старите со едно око и со едно уво, знаеш. Океј, ајде одиме вака со ред со прашањата. Според тебе, кој е значењето и влијанието кое го има джез одделот при Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев Штип во едукацијата на млади музичари и градењето на современата македонска джез сцена и можеш од прва рака да кажеш затоа што си дипломец на джез гитара, токму од истата академија. Да. А истото прашање... Како ти беше тоа што дојде, нели дојде млади луѓе дојдовте, сакате да учите ова, сакате. Да. Тој момент е многу битен затоа што сега после колку помина 12 години помина тоаш 10 на години сигурно. Па јас упишав, ја дипломирав 2016, 2011 се запишав. Епа 2011 13 години, 13 години помина. Да. Ајде тој момент многу е битен затоа што толку млади луѓе на едно место. Да. Сакал некел ќе научиш и од тоа што сме учеле и од вас као професори наши, ама и еден од друг, споделување музика, слушање музика, многу битна работа. Макар и да не е изричито, ние
сите што бевме у нашата група, у наша генерација, никој од нас не беше строго само у џез музика. Так. Сите бевме у различни, у свој фазон, ама сепак и тоа свирење едни со Оригинални. други, и џез и не џез, него други музики, мислам дека многу не отвори и тоа споделување идеи, споделување музика, муабети едно друго. Мислам дека многу ни значеше, особено не само у технички аспект како инструменталисти, него у бидувањето автори понатака. Пошто сите направија некои своји проекти кои што можам да кажам дека беа доста оригинални. Ако ја свртиш паралелата со Белград, па тоа го немаш. Да, и јас цело време се прашувам дали можеби јас не сум ја истражил доволно белградската сцена, а има известни млади луѓе кои што прават чуда, ама еве, доволно време бев таму, не можам да сега нешто да ми падне на памет да го издвојам као гениално. Не ми паѓа на памет. Мислам не, пак ќе кажам, можеби јас не сум истражил доволно, ама дури и да зборам за музика која што еве, ако не збориме строго само за џез, еве и во ова што се случува некаква, ја не го сакам многу зборот алтернативна музика, ама ајде така ќе го кажам за да ме сватат сите на што мислам. Underground, да речеме, сепак мислам дека кај нас многу повеќе и многу повеќе ја има и многу помалку кокетира со поп. Пошто тоа што се случува моментално таму, сега за сега не, натаму не знам. Можеби ќе оди и на K-pop. Да, али сега за сега кај нас мислам дека добар дел од сцената добро се држи. А како општествен феномен, џез оддел прв пат после не знам се појавува џез оддел. Мислам дека е big deal, само што треба да се среди административно. Еве, ќе кажам од моето искуство и од искуството на сите мои колеги, да ги немавме тие проблеми, мислам дека и многу подругачи ќе гледавме на самите студии, ако смеам вака јавно критика да упатам, без да именувам, ама сите знаеме на што мислам. Добро. Да, а иначе како програма, па не си било одамна, сега е среда. Да, не знам како е сега, зборам како беше. Али да, како програма можеби според мене би требало да биде малце барем јас лично имам таков пристап или кога нешто предавам или кога нешто учам, мислам дека хронолошки пристап е најдобар. Да се фати систематично работата. Мислам дека тоа е нешто што треба у самата програма на катедрата да се издефинира. Например, како студент на гитара, да почнеш од нешто многу old school, да почнеш од пред Чарли Кристијан, да отидеш на Вес Монтгомери, па да отидеш на малце пост-боб, хард-боб, не знам што, да стигнеш до Алан Холсфорд, да стигнеш до Гатри Гован, ама буквално да биде програмски по години по дена. Јас лично така би го. Тоа е твое видување, ама например кога ќе ти дојде некој што сето тоа го знае. Не можеш да го учиш Чарли Кристијан кога веќе го поминал Чарли Кристијан. Така, јасно. Затоа програмите специјално кај нас, значи се направени, сега ова ќе дојде малце како реклама. Се направени индивидуално, значи профилот на студентот да го надобразат. И уствари многу убава работа кажа ти, не само технички аспект, значи креативни уметници, композитори излегуваат кај нас. Значи излегуваат затоа што ние оставаме таков еден простор студентот, ученикот да се развива. Сопствено, значи самостално да се развива. Јас многу кажувам, многу пати имам кажано кога ќе дојде некој рокер. Да. Најубав ми е за работа. Знам, слушав и со Оцет кога беше на подкаст. Најубави се за работа, значи тој е open book. Тој слуша се. Например, кога ќе дојдат со претходно музичко образование, имат предрасуди одма. Значи, прв пат се доаѓаат во контакт со нешто, му велиш да, ова е така, ама ти види дали сакаш да го правиш така или не сакаш да го правиш, или на крај крајот па може и не е така. И сега, знаеш, стануваш конфузен. А тие кои што се open minded, мислам дека најбрзо и најдобри резултати има секогаш. Да, а валјда најтешкото како педагог е да се адаптираш на ситуација и тоа е разликата. Да, тоа го прави еден педагог да биде добар педагог. Океј. Сега ти си настапил во аудиокултура. Ајде да го спомниме ова е снимано тука во аудиокултура. Да. Ова е компилацијата крај Вардар од сесија во аудиокултура и го видов. Лембик ти е прв ставен. Да. Ова беше. Сакаш да го прочитам прашањата за да го направиме? Може. Океј.
Аудиокултура преку концептот Life at аудиокултура, ова е така снимано, успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка, што е многу битно. Креираше едно повисоко ниво на промоција на джез и генерално на музичката изvedба во живо, затоа што има и лайвстрим, нешто што досега никој не го правеше, аудиокултура го направи тоа. Впечатоците од публиката се извондрени. Каква е перцепцијата за ваквиот пристап за вас од музички аспект? И сега ти како директно инволвиран во креирањето на оваа плоча, можеш да кажеш од прва рака колку концерти имаш во аудиокултура свирено? Само тогаш ми Тогаш, се чини, тогаш тој што да. беше. Вака, Океј. тоа беше уствари промоцијата на првата свирачка промоција на албумот со Алембик, деби албумот кога излезе. Тој што не го издаде за PNB. Да, Добро, да. добро. Мирко Попов го на негова иницијатива беше тој настан, на него многу му се бенди са нашата музика и му беше кеф да учествува да ни организира промоцијата, пошто ние бевме готови веќе со албумот да излезе, он ни понуди да излезе преку PMG, ама ние му рековме веќе сме готови, спремно ни е све. Ќе искочи албумот, ама може да организираме промоција заедно. Се договоривме тука да ја направиме во аудиокултура и одлично пројде настанот. Ние не бевме свесни уствари дека тогаш ќе се снима и е со план да искача издание и уште поише да искача на плоча, пошто нас ни беше многу кеф да го извадиме албумот на плоча. И ние со Мирко многу се договаравме за Алембик на плоча и останаа тие муабети за жал недовршени. Добро, Владан е тука сега, може Да. со Владан. Да, А како ти гледа клубот, нели? Ајде збор два и за клубот. Прекрасно, искрено. Прво, има стварно супер звук и второ има многу убав амбиент, што е според мене пак ќе се навратам на тоа преска што зборевме, подеднакво е битно. Ако си у некој, мислам, има драж и своја естетика и да свириш у некаков шпајс. Например, ако не Што знам зборците како да ќе се некој- викат. Па, или такво нешто, или некој баш панкерски фазон, некој кај што таа е естетиката и го личи. Ама Океј. и за джез, не викам, Океј. и известни Согласен джез сум. свирки ги личи и Согласен таков сум. амбиент, ама ова у контекстот на тоа што сака да го постигне и публиката што сака да ја привлече, е скроз погодено. Јас лично мислам, знам дека нема капацитет за да собере повеќе луѓе, ама ми е жал што е така, пошто би сакал овие концерти што се дешаваат у аудиокултура да се отворени за поширока публика. Гледам дека помлади луѓе кои што ја сакаат таа музика и би сакале да дојдат на тој концерт, се обесхрабрени заради тоа што е за по-close circle. Ма затоа имаш лайвстрим, можеш да го гледаш. Да, на лайвстрим. секако, Значи, мада тоа пак лайвстримот доживеот е друг. Али... Толкав е капацитетот, Да, за да јасно, биде јасно, така како затоа што е Не го замислено. кажам како критика, Да, само да. како чињеница еден Види, убав македонски. Види, многу е убаво затоа што публиката кога ќе дојде, кога ќе седне и ти кога ќе почнеш да свириш, сите ќутат. Значи, Да. тотална Да, тишина и да. едноставно можеш да се осетиш убаво. Да се осетиш убаво, што е многу ретко, особено во Скопје, да го правиш ова, прво нема место каде што можеш авторска музика да свириш. Да, многу малку. А од друга страна и да те слушат и никој да не зборува и да не Да. дупат во телефоните, знаеш? Да. Така да и малце преку концептот Life at аудиокултура ја едуцира публиката на едно тоа. повисоко општествено ниво. Пошто самиот амбиент си повлекува различно понашање од страна на публиката. И кога ќе дојде публика у таков сетинг, кај што као прво самата музика е потивка. И самата публика е тогаш потивка. И гледа да не го омета тоа, пошто веќе се ставаш у некој сетинг дека си дел од ова што се случува сега и ти како публика и дека и ти си одговорен дали ова ќе биде добро или не. Те разбирам. Океј. Моето следно прашање е за алтернативните сцени. Колку се битни за креирањето на современата македонска сцена и квалитетот кој што го нудат? Еве, ти си настапувал на Да. разни места. Вака, мислам дека дефинитивно фалат сцени како простори, како клубови, кои што ќе си бидат одредени не у многу тесна смисла, у известна поширока смисла, ама за различна музика и за различна публика, која што некојаш и се меша и се преклапа, што е исто така супер. Одлично, да. Дефинитивно треба да има поише. Сега баш со Херцел правевме муабет пред некој Супер. ден за -1, дека ќе се прави наскоро некаков нов простор таму со многу добро озвучење, кој што ќе се бави само со организација на
настани за авторска музика. Супер, одлично, ајде. И искрено Иако не знам каде е, исчекување сум, не знам само нијака напред. у минус 1 никогаш не сум Само бил, напред. пошто тоа важеше за клуб некаков, кај што ја не сум искачал по клубови. Така. Ама сега еве ми кажа за ова и баш ми е кеф, ме интересира што ќе биде тоа. Супер. И треба како што преска тоа што го зборевме, на што се должи една работа, не кажав, на што се должи тоа што сцената кај нас е у некаков подем, авторската музика и така дале, алтернативна, експериментална, джез, фри, електроника джез сега, пошто ќе види модерно. Да. Е сега, Дека го спомна Херцел. да, една работа која што заборев преска да ја спомнам е тоа што фати залет, у смисла дека некој почна и се отвори врата за тоа и се налепија и други луѓе, не го мислам у лоша смисла се Поттик налепија. треба да биде, апсолутно, треба да биде поттик затоа што да видат и другите, значи дека може ова нешто да функционира, Да. дека треба само еден добар концепт, економска стратегија и може да функционира. Да. И се надевам дека и ова што еве ќе отвори едно такво место кое што ќе биде со добро озвучење, клуб што собира толку и толку луѓе за таква и таква музика, дека ќе отвори врата за да почнат, пошто кај нас многу често функционира така луѓето, еј, овие вака направиле, а и ние вака да правиме. И тоа е генерално многу лош менталитет. Нема што толков доведува до капацитет многу градот, работи. нема толку многу Али луѓе да. што ја сакаат оваа работа за да се бидат Да. еден на друг концептите. Да, али ако успее тоа да отвори простор за барем уште неколку, не ни требаат нас 50 клубови да имаме у Скопје. Ама ни треба барем 3 да имаме. Па јас би рекол 7, за да може Еве, 7 нека се, да, сакам да секој кажам. ден од неделата негде да Да, се шти. да, да. Види, како артист, дали си размислувал што е она што ти фали? Јас бреге пробав да те, ама ти го сврти муаветот. Мислам дека да. Што мислиш за джез експорт? Јас таа е една теза која што ни сите подкасти ја зборувам и ја кажувам дека е Тоа беше джез експорт е по експорт биро. шоукейс фестивал. Експорт биро кое што би работело на промоција на поддршка на артистите за да свират надвор. поддршка Знаеш у што? која смисла? Поддршка, патни трошоци, смештај, организирање турнеи, дел од букинг, дел од промо. Тоа е експорт офис кој сите ги имаат начин би тие. се бавела со тоа? Па се види почна да ми поставаш прашањата. Окей. Види, сите современи, да речам, земји од Европа има такви експорт офис и како функционира, на пример, еве јас имав еден добар пример со еден бенд лани кој што настапи на Джез Фабрика фестивал кај нас и една година унапред го договаривме датумот за кај нас и тие успеа да организираат 25 дена турнеја поддржана од нивниот експорт офис од Полска. Тоа значи изнајмија комбе, комбето им го плати Да. експортот, 25 дена on the road ги израчуна километрите колку ќе ги свртат, патните трошоци и смештајот им го покри експортот, а другите сите клубови и фестивали успат кои што ги направија им дојде гратис. Така да што мислиш, колку е битно да имаме таква работа, затоа што кај нас има, ќе го спомнам Министерството за култура, има такво што се за меѓународна соработка или јас се зезам надворешни стално ги велам, ги грешам. Ама тоа не функционира, тоа знаеш како функционира, ќе добиеш еден концерт. Не знам, еве сум бил во Италија, ќе добиеш еден концерт и тоа е тоа. А кога на пример кога одиш еве да земеме до Италија и имаш унапред време да една година, значи си го добил гигот фестивалот или уште еден фестивал, друг фестивал, да се направи турнеја, такви офиси нема. Да. Таков офис не постои. Што да, мислиш? И обично сами ги бркаме тие работи. Добро, тоа дека музичарите се менаџери, тој и Мартин го кажа. Да. Тоа сегде е така, не само кај нас и не треба особено младите да не чекат да се појави некој менаџер кој ќе менаџер е другарти, или ти го правиш или го прави другарти што пиеш кафе секој ден. Да, добро, особено А мај да видиме за експортот, ќе фатиме на така. Да, добро. Што мислиш колку е битно да имаш таква работа? Мислам Сите имаат е битно, многу зависи на кој начин ќе се води и од кај ќе ги црпи средствата. Секако треба да остане некомпромитирана, пошто збориме за уметност, збориме за уметничка музика во известна смисла. Некогаш има известни работи кои што не личат, кој ќе ти биде спонзор, кого ќе го рекламираш и такви некои слични ствари. И плюс другата работа што ја мислам, дефинитивно е потребно такво нешто, пошто такво
тоа би довело до некакво вмрежување. Еден кој што ги има еден куп контакти, ќе може за многу повеќе артисти да направи, да ги поврзе со тие контакти кои што веќе му се на располагање и да ги расподели кој за каде е прикладен, за кој фестивал, за тоа кој што го клуб кажав на и така почетокот. натаму. И сега, друга една работа на тоа експо би била промоција или презентација на македонската джез современа сцена, да речеме на Jazz Ahead во Бремен, така? Да. Друго е да одиш Сашо или Виктор еден по еден, друго ќе е- одиш 50 да. дискови како сцена, македонска джез да. сцена. Друго е. Нешто што го прават сите комши одоколу, ајде да не зборуваме ти сега сме во... Ама така е дефинитивно, зашто тоа е И едно сега такво од една заедништво. ете така. Пошто така, секој еден од нас артисти ќе ги добие како потенцијална публика, сечија туѓа публика ја добива како и своја потенцијална. И својата постоечка публика ја дава на другите како нивна потенцијална. И знаеш што е најдобро во моментот? Кај нас има толку различни проекти. Значи јас стално велам, джез сцена до Македонија е мозаик, сите сме различни. Иако живееме во исто време, да. различни ни се музиките. За секој еден ќе има публика, за некој повеќе, за некој помалце. За некој 5 фестивали ќе се заинтересира, за друго 50. Да. Ама ќе тргни работата. Да. Вака не тргнува работата. Дали знаеш зошто? Оти сме тотално невидливи како сцена. Значи, Да. во Европа правиме муавет кој ќе ја префрлиш Србија и вака нагоре, појма немаат за македонска сцена, не ни знаат, тројца артисти знаат напрсти да ги избројат. И тоа е тоа. Да, Значи, да. тоа би била една од примарните цели на тој експорт, да ја промовира и да ја потрни ова сцена. Да, да, што сега станува до негде евидентно со помладиве и со движењава што се у рок музикава, сега веќе се збори по фестиваливе по Европа за некаква македонска сцена нова, новиот бранд македонска музика. Кај што Имаш предвид Гола планина. да, Супер, да. колектив. И тука веќе може да збориме за некаква сцена и некакво вмрежување и луѓе кои што си ги даваат контактите еден на друг и кои Да, што си ги- преку еден ќе ги запознаеш уште 10 други бендови. Така, и си Тоа е ги супер. препорачуваат колегите и овој бенд е добар. Да. И, веројатно А тоа кај постарите тоа фали е обратно. Тоа фали кај постарите и тоа фали кај джез сцената, би рекол, кај нас. Башка, уште една работа, мислам дека нашава джез сцена е поделена на две струи Ајде, моментално. ова е многу интересно. Ајде, ама искрено да видиш. Едната струја е една многу поддифтарска, импровизаторска, која што е малте не функционира на многу рок-н-рол начин, што мене многу ми се свиѓа. Другата сцена, исто така, не викам дека е полоша или подобра, е малце поиспеглана, по-полишт и многу поише се подпира на конкурси, на институции и така натаму. Академската. Не викам дека, па не, има голем дел од академските музичари кои што па се дел од оваа Ова е само тригер, по-дивљачка за да сцена видам. што ја викам ја. А другиот дел кој што повеќе се подпира на институции, на конкурси, си е у некој свој фазон и мислам дека не се мешаат многу тие две сцени. Кај нас моментално така ми се чини дека има две различни джез струи, две различни джез сцени у Македонија. А функционираат и едните и другите. Функционираат и едните и другите, да. Супер, видиш? Да. Интересни, И не е различни лошо, концепти. супер е што и супер е што дај Боже да има што Различни поише да е концепти. пошарено, супер. Океј, ајде сега вака. Збор 2 за джез фестивалите во Македонија. Дали знаеш колку има джез фестивали во Македонија и како број? Добро. А јас ти Jazz кажав Fest, пред, кажав. Прилеп, Ама не мора да ги набројуваш, јас ќе ги прочитам крај сега. Вардарот, Ќе ги кои други се? Во прилика вака како Ајде број. да речеме 5-6. Добро. Има 10 активни джез фестивали, ви Добро. како бројка многу тие, од кои пола се во Скопје. Да. Е, сега ќе ти ги прочитам јас и за гледачите на подкастот да знаат дека има многу богата джез сцена со джез фестивали, а Арно Ама рековме дека клубови нема. И сега дали си свирил, дали си настапил, дали си соработил. Во Скопје джез фестивал 43 изданија. Си настапил Скопје джез фестивал? Не. Офе Скопје 23 изданија. Не. А Стиво джез фестивал Штип 14 изданија. Не. Ајде. Прилеп джез викенд 12 изданија. Денес е джез Скопје, тоа е Имни Пајко. Ова Today е is all about jazz. Да, добро. Си свирил тука? Не. Не? Не. Добро. Джез Фабрика фестивал Битола. Не. Не? Ви нигде. Куманово джез фестивал 7 изданија. Не. Тетово джез фестивал 6 Не. изданија.
Крај Вардарот Джез Скопје 5 изданија. Ако спаѓа и Па на таа фестивалот, наша ако не си слика свирил, овде, не на си свирил. фестивалот не. Добро, и Арт Генератор Велес Не, 2 ама, изданија. Сега Да, морам сепак да кажам дека јас не сум директно у џез музика, иако мојата музика што ја правам влече многу од џезот како знаење за хармонија и за композиција, сепак како звук не е изричито џез. До негде со Minstrels Gallery имавме доста џез рок и фьюжн моменти, ама со Алембик не, а тоа што го правиме со импров, таа слободна импровизација некоја, може да се каже дека допира некој контемпорари џез малце, ама е поише амбиентална музика него што е џез. добро, ова е една работа што треба да ја смениш. Да ја смениме сите заедно, да почнат да те канат на џез фестивали да настапаш. Да, окей. Океј. Сега, дали си имал, кажа, турнеи надвор, си настапувал надвор? Да. И споделете со гледачите на подкастот како дојдовте до таа соработка и што беше пресудно за ваше ангажирање и реализација на тој концерт. Вака, Може да кажеш каде си настапил? прво свирење надвор ми беше со Minstrels Gallery, после вадењето на првиот албум 2016. Свиревме во Германија на Donau Fest во Ulm, по препорака на Foolish Green, кои што па беа 2 години, тоа е на 2 години се дешава Donau Fest во Ulm. А у сите земји кај што тече има бендови од сите земји кај што тече Дунав, а ние као Југословенија прави. Исто така учествуваме на тој фестивал. Малце погоре Дунав, Да. Тоа беше прво свирење надвор, значи на тој фестивал имавме 3 настапи во склоп на фестивалот и други работилници едно друго. А после тоа продолживме, си направивме како мини турнеја, отидовме и до Шпанија, свиревме во еден локал, онако, кафич, најобичен, Германија до сами си Шпанија, договоривме. малце далеку е. Да, ама не, си направивме шетња тоа лето, бевме добро. road tripping. фазон. Океј. Тоа беше прво свирење надвор, така дојде баш по Преку препорака препорака. на Foolish Green, Океј. свиревме во овакво, во Улм. Следно свирење надвор беше со Алембик во Белград неколку пати. Добро, Во во Белград изминатите, живееше ти. Пошто јас живеев во Ете Белград. така, тоа е многу битно да кажеш дека ти таму живееш и Да, во еден период беше дел од таа сцена. Така, да, последниве 3 години, додека трае нели академски семестар, ја бев генерално у Белград преку лето, поише се враќав у Скопје, а у тие 7-8 месеци седење у Белград, често свиревме неколку пати во Квака 22, свиревме во супер едно клуб е тоа. станче Круг, се вика еден интимен простор таков за алтернативни дешавки, у стан буквално. Така. Таму си живее женава и ги прави дешавкиве. Кај на друго место имавме свирено у Белград, сега не можам да се сетам. Еднаш свирев сам во Гувернанта, Добро. тоа е чудно место. Не го знам тоа. И уште нешто, со Алембик свиревме и на Коларац, у концертната сала, што така. е, тоа е малтене филхармонијата кај што свири у Белград. И сега спрема тебе колку е тешко да живееш во Скопје, а да имаш кариера, да градиш кариера надвор и да свириш надвор од Македонија. Па тешко е нормално. Еве, кажа дека тешко. само на едно Нормално место е си свирил. Дека е тешко затоа што се патни трошкови in question. Авион, инфраструктура нема. Да. Например, во Франција да живееш, ќе патуваш се со воз. Да. Ај Македонија со воз, излези Да. или на Балканот сврти со воз. Завчера свиревме у Битола. Океј. Бевме со воз до Битола. Се клацкавме 4 сати натака, закаснивме на тонска проба и вчера касно вечерта стигнавме дома. Колку сати помина во воз? 4. Шо и не е 4 одење, 4 и враќање. 4 враќања, да. 10 сати отепа во воз. Да, со се чекање на станица, со се све 10 сати си ги утепал. Правиме во воз, муавет да. за 150 км растојање Да. во Франција, ќе Да. го поминеш за Да. нема ни за 1 сат. Така. Ето тоа е. Така што Ете, тоа транспортот кај е живееш. вајда најголемиот проблем, ама и сместувањето, пошто некојаш, особено дур си помлад, можеш и ќе те стават по некои дупки да спиеш у комбе, ќе спиеш и све, ама доаѓаш до известни години кај што веќе не ти е интересно. Многу битно. Пошто тоа можеш да го правиш дур ти е интересно, дур ти е фора. После више некако и проаѓа. Се сеќаваш кога го почнавме разговорот пред сати нешто, Да. кога беше, како рековме, да имаш бариера до кај 30. Па да, јас имам 32. Почна да ти смета. Да. Сега едно прашање, кога не би бил џез гитарист, која е твојата альтернативен избор на професија? Што би сакал да видиш? Нешто
Ама да нема врска со музика. Да нема врска со музика или да нема врска со уметност? Па и со уметност нека генерално. нема врска, ајде нека нема врска со уметност. Па има многу ствари, прво што ми се интересни, а второ што мислам дека се потребни у општеството. Има проблеми за решавање еден куп. Социјален работник би бил. Не знам што би бил конкретно, ама мислам дека би било неизбежно некаква креативна работа сепак, пошто на некој начин така ми работи главата. Не можам баш да избегам од тоа. Сакам да решавам проблеми. Ја и кога компонирам музика, некогаш дури си го правам како математичка задача, иако не сум математичар персе, што сакам да ја решам. И што знам како да кажам, веројатно би се бавел со организација барем, ако не со правење музика или правење уметност. Океј, интересен избор на алтернативна професија. И последно прашање, една искрена порака за младите, оние кои што доаѓаат и во догледно време, ти ги познаваш повеќе младите, затоа што си ти поблиску до таа генерација од Добро. мојата. Што би им порачал на тие што допрва доаѓаат 20-23 години? Што би им порачал? Да бидат тврдоглави у тоа што го прават. Да си го истераат до крај, да истраат, пошто ако нешто ти бара стварно од внатре да го направиш, значи има зашто. Има веројатно многу добра причина и веројатно осеќаш, пак ќе кажам дека е нешто што фали у општеството моментално и сакаш да ја попуниш таа дупка. Барем ја така гледам на тоа. И многу дупки остануваат непопунети затоа што луѓе се откажуваат од X, од еден куп различни причини, некојаш се финансиски, некојаш се друштвени, некојаш какви и да се причините. Мислам дека некојаш е само до тоа да се истрае до крај, да не се откажеш пред време и да бидеш упорен и да бидеш тврдоглав. Друг некој совет? Професионален? Да, Джез музичари? да се биде отворен за разни работи и за разни музики и за разни други уметности, да не се црпи инспирација само од музика и само од джез музика, Така е. туку да се црпи инспирација од сегде, од работи неповрзани со музика и неповрзани со уметност, зашто само така се прави добра уметност. Ако со твојата музика реферираш само на друга музика, што си ја чул, веројатно правиш многу лоша или досадна или веќе направена музика. Ама ако реферираш на нешто што е ван тоа, тогаш можеби и ќе допреш нешто. Музиката ќе биде како убава. да кажам. Па не само убава, него и да, убава, ама Креативно. најшироката Уметничко смисла на убаво. убаво, да. Океј, мислам дека кажавме многу вистини. Се надам. И имаше и интересни поенти, особено за постарите, Да, дека треба да бидат солидарни и дека треба да одат на концерти кои ќе има промоција на, особено на македонски артисти кои ќе вадат албуми и така, да ги посетуваат тие концерти. Затоа што сите ние, вакви такви, со сите наши доблести и мани, ја креираме ова современа македонска джез сцена. Да. И треба да се грижиме за неа. фала. Многу беше кеф. Исто. Фала што дојде и Фала на поканата. следна година ако имаме серијал 2, Ваш. со уште 2-3 албуми. Прво, вие кај мене на Договорено. Фала ти.